Библиотека Наг Хамади, Кодекс 11.1. Толкување на знаењето. За единството на телото Христово, дарбите на духот и ослободувањето од мрежите на телото. 13 реда недостасуваат. Тие поверуваа со помош на знаци и чуда и измислици. Приликата што настана преку нив тргна по него, но преку прекори и понижувања, пред да го примат разбирањето на видението, тие побегнаа без да слушнат дека Христос беше распнат. Но нашиот род бега, бидејќи се уште не верува ни дека Христос е жив. За да биде нашата вера света и чиста, не подпирајќи се действено на самата себе, туку останувајќи вкоренета во него, не велете, од каде е трпението за да се измери верата, зашто секој е уверен во нештата во кои верува. Ако не верува во нив, тогаш нема да може ни да биде уверен. Но големо нешто е за човекот кој има вера, бидејќи тој не е во неверието, кое е светот. А светот е место на неверие и место на смрт. И смртта постои како. 14 реда недостасуваат прилика и тие нема да поверуваат. Свето нешто е верата за да се види приликата. Спротивното е неверието во приликата. Нештата што он ќе им ги даде, ќе ги поддржат нив. Беше невозможно за нив да стигнат до непропадливоста, ќе стане, ослободи, оние што беа испратени. Зашто оној кој е потиштен, нема да поверува? Он не е кадар да приведе голема црква, бидејќи таа се собира од мало собрание. Он стана испарување на трагата. Зашто тие исто така велат за приликата дека таа се разбира со помош на неговата трага? Градбата разбира со помош на приликата, но Бог разбира со помош на своите членови. Он ги знаеше нив пред да бидат родени, и тие ќе го запознаат него, и оној кој го роди секого од почетокот, ќе се всели во нив. Он ќе владее над нив. Зашто потребно е за секого? 25 реда недостасуваат. Спасителот се повлече, бидејќи така е потребно. Навистина не незнајно, туку телесно е словото кое го зеде него за маж. И тоа е она што постои како слика, бидејќи и она, машкото, постои, како и онаа, женската, која роди нас. И таа му даде нему да знае дека таа е утробата. Ова е нејзино чудо, што тера да го надминеме трпението. Но ова е чудото, он ја сака онаа која прва му дозволи на девицата. Потребно е да неа до смрт, желба да се практикува. 23 реда недостасуваат. Поради тоа таа му отстапи нему на својот пат. Он беше првиот кој го прикова нашето око на оваа девица, која е прикована на крстот што се наоѓа на тие места. И ние гледаме дека тоа е нејзината вода што врховната власт му ја даде на оној во кого има знак. Ова е водата на бесмртноста што големите сили ќе му ја дадат нему додека тој е долу во прилика на нејзиниот млад син. Таа не запре поради него. Таа он стана во словото што му се појавувана. Он не. 13 реда недостасуваат во преку доаѓаат од тие места. Некои паднаа покрај патот. Други паднаа на карпи. А некои други ги посеа меѓу трње. А на некои други им даде да пијат и сенката. Еве, он, и ова е вечната реалност пред душите да излезат од оние кои биваат убивани. Но он беше гонет на тоа место од трагата што ја остави Спасителот. И беше распнат и умре, не со своја смрт, зашто он воопшто не заслужуваше да умре поради црквата на смртниците. И беше закован со клинци за да го задржат во црквата. Он одговори на неа со понижувања, бидејќи на тој начин го претрпе страдањето што го страдаше. Зашто Исус е за нас прилика поради. 14 реда недостасуваат, ова, целата градба и големата горчина на светот, нас со, од разбойници, слугите, долу во Ерихон, тие примија. Зашто, долука е оние што ќе чекаат додека целиот недостаток ги задржува нив до конечната реалност што е нивен дел, бидејќи он симна долу, откако он врза во мрежи од тело.
Бидејќи телото е привремено живеалиште во кое владетелите и властите имаат престој, внатрешниот човек, откако беше затворен во оваа измислица, падна во страдање. И откако го принудија него да им служи, тие го принудија да им служи на енергиите. Ја разделија црквата за да наследат. 9 реда недостасуваат. Сила да и откако допре, пред, тоа е убавината што ќе сакаше да и да биде со, борејки се едни со други, како другите, девица, да уништи рана, но таа се споредува себе си со, неа бидејќи ја беа удриле, непропадлива. Ова тој да остане девица. Нејзината убавина верност и затоа неа. Он побрза, он не поднесе, тие презираат. Зашто кога мајката имаше? 5 реда недостасуваат. Мајката, нејзиниот непријател, учењето, насилата, природата, еве една девица, он не е кадар, првиот спротивното. Но како тој девица, он не беше кадар, он стана, го уби него, жив, он ја сметаше неа, подобро од животот, бидејќи знае дека ако светот го создаде него да го подигне него, горе од, над регионите, оние со кои тие владеат. Но, го испушти него, он престојува во него, отецот на сето, биде повеќе за неа, него. Он. 8 реда недостасуваат, како во, он ги има нив, секој ќе биде достоен, земе него и учителот треба да се скрие како да е Бог кој ќе ги прегрне своите дела и ќе ги уништи. Зашто он исто така зборуваше со црквата и се направи себе си нејзин учител за бесмртноста, и го уништи гордиот учител поучувајќи ја неа како да умре. И овој учител направи училиште на животот, зашто оној учител има друго училиште, додека тоа поучува за мртвите писма, он, од друга страна, тераше да се оддалечиме од презаситеноста на светот, ние бевме поучувани за нашата смрт преку нив. А ова е неговото учење, не нарекувајте никого свој татко на земјата. Вашиот Отец, кој е на небесата, е еден. Вие сте светлината на светот. Тие се мои браќа и мои сопатници кои ја вршат волјата на Отецот, зашто каква полза е ако го придобиеш целиот свет, а наштетиш на својата душа? Зашто кога бевме во темнина, многумина нарекувавме татко, бидејќи не го знаевме вистинскиот Отец, и ова е големата замисла на сите гревови. 8 реда недостасуваат, уживање. Ние сме како него за душа, луѓе кои живеалиштето. Што е, проче, верата поставена од Господарот, кој го ослободи него од големото незнаење и од темнината на слепото око. Он го потсети него на добрите нешта на неговиот Отец и на неговиот род. Зашто му рече нему, сега светот не е ваш, немојте да го сметате обликот што е во него за корисен, туку за некорисен и за казна. Примете го сега учењето на оној кој беше прекорен, користи добивка за душата, и примете го неговиот облик. Тоа е обликот што постои во присуство на Отецот, Словото и висината, кои ви даваат да го спознаете него пред да бидете заведени додека сте во телото на осудата. Исто така и јас станав многу мал, за да преку мојата понизност ве подигнам до големата висина, од каде што паднавте. Бевте одведени во оваа јама. Ако сега верувате во мене, јас сум оној кој ќе ве одведе горе, преку овој облик што го гледате. Јас сум оној кој ќе ве носи на своите раменици. Влезете низ реброто од каде што излеговте и скриите се од зверовите. Товарот што го носите сега не е ваш. Кога и да одиш, ти женско. 14 реда недостасуваат од неговата слава од почетокот. Поради тоа што беше вброен со женското, сонот донесе мака и сабота, која е светот. Зашто од тоа што беше вброен со Отецот, сонот ја донесе саботата и излезот од светот на зверовите? Зашто светот е од зверови и тој самиот е звер? Затоа оној кој е изгубен, му е припишан на лукавиот, а тој од зверовите што излего. Му ставија облека на осуда, зашто женското немаше друга облека за да го облече своето семе, освен онаа што ја донесе во саботата.
Зашто ниту еден џвер не постои во векот еонот? Зашто Отецот не ја пази саботата, туку го задвижува Синот, и преку Синот он продолжи да си создава векови? Отецот има живи разумни елементи од кои ги става моите членови како облека. Човекот. 11 реда недостасуваат, ова е името. Он се испушти себе си и го испушти прекорениот. Оној кој беше прекорен го промени своето име и, заедно со она што ќе биде како прекор, се појави како тело. И понижениот нема опрема. Он нема потреба од славата што не е негова, он ја има својата собствена слава со името, кој е Синот, сега он дојде за да станеме славни преку понижениот кој престојува во местата на понижувањето. И преку него, кој беше прекорен, ние примаме простување на гревовите. И преку оној кој беше прекорен и оној кој беше откупен, примаме благодат. Но кој е тој што го откупи прекорениот? Тоа е испарувањето на името. Зашто, исто како што телото има потреба од име, така и телото е век, и он, што мудроста го испуштила. Тоа ја прими величественоста што слегува, за да може векот да влезе во прекорениот, та да го избегнеме срамот на мршата и да се преродиме во телото и крвта на. 8 реда недостасуваат, судбина. Он, и вековите, го примија Синот иако он беше потполна тајна, секој од неговите членови, благодат. Кога он извика, се оддели од црквата како делови од темнината од мајката, додека неговите нозе му даваат раги, а тие го гореа патот на искачувањето кон Отецот. Но кој е патот и начинот на кој таа стана нивна глава? Па, таа го направи живеалиштето за да им донесе светлина на оние што престојуваат во него, со цел да ја видат црквата која се искачува. Зашто главата се повлече нагоре од јамата, се наведна над крстот и погледна долу кон Тартар, за оние што се долу да погледнат нагоре. Затоа, например, кога некој гледа во некого, тогаш лицето на оној кој погледнал долу гледа нагоре, така и штом главата погледна од висината кон своите членови, нашите членови отидоа горе, каде што беше главата. И тој, крстот, претрпуваше заковување со клинци за членовите, и тоа само за да можат тие. 7 реда недостасуваат, имаат, бидејќи беа како слуга. Исполнувањето е вака, оној кого таа го посочи, ќе биде довршен од оној кој посочи. И семето што ќе остане, ќе издржи додека сето не се оддели и не добие облик. И така решението ќе се исполни, зашто исто како што жената која е почитувана до смрт има предност во времето, така и таа ќе роди. И ова потомство ќе го прими телото што му е одредено и ќе стане совршено. Он има великодушна природа, бидејќи Синот Божи престојува во него. И кога и да го придобие сето, се што поседува ќе се стопи во оган, бидејќи во голема мера го презираше и го навредуваше Отецот. Покрај тоа, кога големиот син беше испратен по своите мали браќа, он го расшири прогласот на Отецот и го објави него, спротивставувајќи му се на сето, и го отстрани стариот должнички запис, оној на осудата. И ова е прогласот што беше, оние што самите се направија слуги, станаа осудени во Адам. Беа изведени од смртта, примија простување на своите гревови и беа откупени преку. 9 реда недостасуваат, бидејќи сме достојни и, но јас велам, и овие. Зашто е достоен да Бог и Отецот, Христос се повлече од сите овие, бидејќи ги сака своите членови со сето свое срце. Оној кој е завидлив, ги свртува своите членови едни против други. Ако не е завидлив, нема да биде одвоен од другите членови и од доброто што го гледа. Имајќи брат кој им гледа како што е и тој самиот, човекот го прославува оној кој ни дава благодат. Покрај тоа, потребно е секој од нас да ужива во дарот што го примил од Бога и да не бидеме завидливи, бидејќи знаеме дека оној кој завидува е пречка на својот сопствен пат, бидејќи се уништува само себе си со дарот и не го познава Бога. Он треба да се радува и да биде весела и да учествува во благодатта и во добрината. Дали некој има пророчки дар? Споделете го без двоумење.
Ниту пристапувајте му на својот брат со завист, ниту. 8 реда недостасуваат, избрани како тие, празни како тие бегаат, паднати од нивните, не знаат дека, на овој начин тие имаат, нив во, со цел тие по присила да размислуваат за нештата за кои вие сакате тие да мислат кога мислат за вас. Сега и твојот брат ја има својата благодат, не омаловажувај се, туку радувај се и благодари духовно, и моли се за него, за да ја споделиш благодатта што живее во него. Затоа не сметај го него за туѓ за тебе, туку за некој кој е твој, кого секој од твоите сочленови го примил. Сакајки ја главата која ги поседува нив, ти го поседуваш и оној од кого постојат овие излевања на дарби меѓу вашите браќа. Но дали некој напредува во словото? Не биди спречуван од ова, не вели, зошто тој зборува, а јас не, зашто она што тој го вели исто така и твое, и она што го разликува словото и она што зборува е истата сила. Словото. 13 реда недостасуваат, само око или само рака, иако тие се едно тело. Оние што ни припаѓаат нам, сите заедно служат на главата. И секој од членовите го смета него за член. Тие не можат сите да станат во целост нога, или во целост око, или во целост рака, бидејќи овие членови нема да живеат сами, туку тие се мртви. Знаеме дека тие биваат убивани. Па зошто тогаш ги сакате членовите што се уште мртви, наместо оние што живеат? Како знаеш дека некој не ги познава браќата? Зашто ти си во незнаење кога ги мразиш нив и им завидуваш, бидејќи нема да ја примиш благодата што живее во нив, не сакајки да ги помириш нив со добрината на главата. Треба да благодариш за нашите членови и да бараш и тебе да ти биде дадена благодата што им е дадена на нив. Зашто словото е богато, великодушно и љубезно? Овде он им дава дарби на своите луѓе без завист според. 11 реда недостасуваат, се појави во секој од членовите, себе си, бидејќи тие воопшто не се борат едни со други поради нивните разлики. Туку, трудејќи се едни со други, тие ќе работат едни со други, и ако еден од нив страда, сите ќе страдаат со него, и кога секој ќе биде спасен, тие се спасуваат заедно. Покрај тоа, ако тие го чекаат излезот од земната хармонија, ќе дојдат во векот, еонот. Ако се способни да споделат дел во вистинската хармонија, колку повеќе тогаш оние кои произлегуваат од едното единство. Тие треба да се помират едни со други. Не обвинувај ја својата глава затоа што не те поставила како око, туку како прст. И не завидувај му на она што е ставено во класата на око, или рака, или нога, туку биди благодарен што не постоиш надвор од телото, напротив, ја имаш истата глава поради која постои окото, како и раката, и ногата, и останатите делови. Зошто го презираш оној кој е поставен како, тоа сакаше да, ти клеветеше, не опфаќа, немешано тело, избрано, стопи, на векот, слегување, сепак наоткорно од вековите што постојат на тоа место. Некои постојат во видливата црква, оние кои постојат во црквата на луѓето, и еднодушно си го објавуваат едни на други плероматот, полнотата, на нивниот век. А некои постојат за смрт во црквата во чие име одат, таа за која тие се смрт, додека други се за живот. Затоа тие се љубители на изобилен живот. И секој од останатите издржува преку својот сопствен корен. Он донесува плод кој е како него, бидејќи корените имаат врска едни со други и нивните плодови се неделиви, најдоброто од секој. Тие ги поседуваат нив, постоејќи за нив и едни за други. Затоа да станеме како корените, бидејќи сме еднакви, тој век, оние кои не се наши, горе, зграбчете го него, бидејќи твојата душа. Он ке, ние ти го дадовме него на него. Ако ја исчистиш неа, таа престојува во мене, ако ја затвориш неа, таа му припаѓа на ѓаволот. Дури и ако ги убиеш неговите сили што се дејствени, таа ќе биде со тебе. Зашто, ако душата е мртва, сепак над неа дејствувале владетелите и властите. Што опроче, мислите дека е духот?
Или зошто ги гонат ваквите луѓе до смрт? Зарем не им е доволно да бидат со душата и да ја бараат неа? Зашто секое место е затворено за нив од Божите луѓе додека тие се во тело? И кога не можат да ги видат нив, бидејќи тие, Божите луѓе, живеат по духот, тие го раскинуваат она што се појавува, како на тој начин да можат да ги најдат нив. Но каква е ползата за нив? Тие се безумно луди. Го раскинуваат она што ги обкружува. Ја копаат земјата. Него скри, постои, исчисти, сепак по Бога нфаќаат, но ние одиме. Зашто, ако гревовите се многу, колку повеќе сега е зависта на црквата на Спасителот? Зашто секој беше кадар и за двата вида престапи, имено за престапот на упатениот, адептот, и за престапот на обичниот човек? Тоа е сепак една единствена способност што ја поседуваат. А што се однесува до нас, ние сме упатени во Словото, ако сгрешиме против него, грешиме повеќе од незнабожците. Но ако го надминеме секој грев, ќе го примиме венецот на победата, исто како што и нашата глава беше прославена од Отецот. Библиотека Наг Хамади, Кодекс 11.2. Валентиново излагање. Тајната на плероматот, падот на Софија и создавањето на светот. Влезе, изобилството, оние кои, јас ќе ја кажам мојата тајна на оние што се мои и на оние што ќе бидат мои, покрај тоа, токму тие го спознаа оној кој е, Отецот, односно коренот на сето, неискажливиот кој престојува во монадата, единството. Он престојува сам во молчење, а молчењето е спокој, бидејќи, на крајот на краиштата, он беше монада и никој немаше пред него, он престојува во дијадата, двојството, и во парот, а негов пар е молчењето, и он го поседуваше сето, кое престојуваше внатре во него, а што се однесува до намерата и истрајноста, љубовта и трајноста, тие навистина се неродени. Бог излезе, Синот, умот на сето, односно токму од коренот на сето произлегува дури и неговата мисла, бидејќи он го имаше овој, Синот, во својот ум, зашто, во име на сето, он прими туѓа мисла, бидејќи немаше ништо пред него. Од тоа место он е оној кој се раздвижи, извор што блика. Сега, ова е коренот на сето и монада без никого пред него, а вториот извор постои во молчење и зборува само со него, и четвртиот, соодветно, е оној кој се ограничи себе си во четвртиот, додека престојуваше во 360-тиот. Он најнапред се изведе себе си, напред, а во вториот ја откри својата волја, и во четвртиот се расшири себе си. Додека овие нешта му се припишуваат на коренот на сето, ние од наша страна да влеземе во неговото откривање, и неговата добрина, и неговото слегување, и во сето, односно Синот, Отецот на сето, и умот на Духот, зашто он го поседуваше овој пред. Он е извор. Он е оној кој се појавува во молчењето, и он е умот на сето, престојувајќи секундарно со животот, зашто он е проектор на сето и самата ипостас на Отецот, односно, тој е мислата и неговото слегување долу. Кога поиска, првиот Отец се откри себе си во него. Бидејќи, на крајот на краиштата, поради него откривањето му е достапно на сето, јас од моја страна го нарекувам сето желба на сето. И он прими таква мисла во врска со сето, јас од моја страна ја нарекувам мислата единороден гмоногенес. Зашто сега Бог ја донесе вистината, онаа која го прославува коренот на сето, така, он е оној кој се откри себе си во единородниот, и во него го откри неискажливиот, вистината. Тие го видоа него како престојува во монадата, и во дијадата, и во тетрадата, четворката. Он најнапред го изведе единородниот и границата Хорос. А границата е разделувач на сето и потврда на сето, бидејќи тие се стоте. Он е умот, Синот, он е потполно неискажлив за сето, и он е потврда и ипостас на сето, молчеливиот превес, вистинскиот првосвештеник, оној кој ја има власта да влегува во светињата на светињите, откривајќи ја славата на вековите, еоните, и принесувајќи го изобилството како миомирис.
Истокот, кој е во него, он е оној кој се откри себе си како првобитно светилиште и ризница на сето, и го опфати сето, он кој е повисок од сето, овие, од своја страна, го испратија Христа напред за да ја зацврсти неа. Исто како што тие беа зацврстени пред нејзиното слегување. И тие велат во врска со него, он не е манифестиран, туку невидлив за оние кои остануваат внатре во границата. И он поседува 4 сили, разделувачка и зацврстувачка, обликодавна и суштинско создавачка. Навистина, само ние би ги препознале нивните присуства, и времето, и местата кои приликите ги зацврстија бидејќи тие, од овие места, љубовта, е испуштена, целиот плеромат, полнота. Истрајноста трае секогаш, и за исто така, времето, повеќе, односно, доказот за неговата голема љубов. Па зошто тогаш разделувач, и зацврстувач, и суштинско создавач, и обликодавец, како што рекоа другите? Зашто тие велат во врска со границата дека има 2 сили, разделувачка и зацврстувачка, бидејќи ја одвојува длабочината, битос, од вековите, со цел? Овие тогаш на длабочината. Зашто е обликот, Отецот на вистината, велат дека Христос, Духот, единородниот, има? Големо и потребно нешто е за нас да бараме со поголема ревност и истрајност низ писмата и низ оние кои ги објавуваат поимите. Зашто за ова старите велат, тие беа објавени од Бога? Па затоа да го спознаеме неговото недостижно богатство. Он сакаше робство. Он не стана на нивниот живот. Тие гледаат непоколебливо во својата книга на знаењето и го наблюдуваат изгледот еден на друг. Таа тетрада ја проектираше тетрата која е онаа што се состои од Словото и животот, и човекот и црквата. Сега, несоздадениот ја проектираше Словото и животот, Словото е за слава на неискажливиот, додека животот е за слава на молчењето, а човекот е за своја собствена слава, додека црквата е за слава на вистината. Оваа проче е тетрадата родена според приликата на несоздадената тетрада. И тетрадата е родена декадата, десетката, од Словото и животот, и до декадата, 12-ката, од човекот, и црквата стана триаконтада, 30-ка. Покрај тоа, токму оној од триаконтадата на вековите донесува плод од триаконтадата. Тие влегуваат заедно, но излегуваат поединечно, бегајки од вековите и од несодржливите, и несодржливите, штом го погледнаа него, го прославија умот, бидејќи он еден несодржлив што постои во плероматот. Но декадата од Словото и животот изведе десетки за да направат плероматот да стане 100, а до декадата од човекот и црквата изведе и ја направи триаконтадата за да направат 360 да станат плеромат на годината. И годината Господова, совршена според границата и границата, големината која, добрината, него. Животот страда од лицето во присуство на плероматот, кој он го сакаше. И он сакаше да ја остави 30-тата, која е Сизигија, пар, на човекот и црквата, односно Софија, мудроста, за да ја надмине триаконтадата и да го донесе плероматот, неговиот, но и таа, сето, но кој сето. Он направи мислите и плероматот преку Словото, неговото тело. Овие тогаш се вековите што се како нив. Откако Словото влезе во него, исто како што реков претходно, и оној кој доаѓа да биде со несодржливиот изведе, пред тие, напред, скрие него од Сизигијата и движењето и го проектираат Христа и семињата на крстот бидејќи. Од печатоците од раните од клинците совршенство. Бидејќи тоа е совршен облик што треба да се искачи во плероматот, он воопшто не сакаше да се согласи на страдањето, туку беше задржан, него од границата, односно од Сизигијата, бидејќи нејзиното поправање нема да се случи преку никого освен преку нејзиниот собствен син, чија единствено е полнотата на божеството. Он поиска внатре во себе телесно да ги остави силите и слезе. И овие нешта, страсти, Софија ги претрпе откако нејзиниот син се искачи од неа, зашто таа знаеше дека престојува во единство и во обновување.
Беа запрени браќата овие. Еден, не. Јас станав. Кои всушност се тие? Од една страна ја запре неа, од друга страна со неа. Овие, згора на тоа, се оние кои гледаа во мене, овие кои ја сметаа смртта. Беа запрени неа, и таа се покаја и го молеше Отецот на вистината, велејки, дозволено е што се одреков од мојот сопруг. Затоа јас сум и надвор од потврда. Ги заслужувам нештата, страстите, што ги страдам. Престојував во плероматот изведувајки ги вековите и донесувајки плод со мојот сопруг. И таа знаеше што е и што станало со неа. Така и двајцата страдаа. Тие рекоа дека таа се смее бидејќи остана сама и го подражаваше несодржливиот, додека тој рече дека таа се смее бидејќи се отсече себе си од својот сопруг. Навистина Исус и Софија го открија созданието. Бидејќи, на крајот на краиштата, семињата на Софија се нецелосни и безоблични, Исус смисли создание од овој вид и го направи од семињата, додека Софија работеше со него. Зашто, бидејќи се семиња и без облик, он слезе и го изведе тој плеромат од векови што се на тоа место, бидејќи дури и несоздадените од тие векови се според образецот на плероматот и на несодржливиот Отец. Несоздадениот го изведе образецот на несоздаденото, зашто од несоздаденото Отецот изведува во облик. Но созданието е сенка на претходно постоечките нешта. Покрај тоа, овој Исус го создаде созданието, и тој работеше од страстите што ги обкружуваа семињата. И ги одвои едни од други, па по добрите страсти ги внесе во духот, а по лошите во телесното. Сега, прва меѓу сите тие страсти, ниту него, бидејќи, на крајот на краиштата, промислата, проноја, направи поправањето да проектира сенки и слики на оние кои постојат од почетокот, и на оние кои се, и на оние кои ќе бидат. Ова, проче, е домостројот на верувањето во Исус заради оној кој го запиша сето со прилики, и слики, и сенки. Откако Исус се изведе понатаму, тој ги изведе за сето оние од плероматот и од сизигијата, односно ангелите. Зашто, симултано со согласноста на плероматот, нејзиниот сопруг ги проектираше ангелите, бидејќи он престојува во волјата на Отецот. Зашто ова е волјата на Отецот? Да не дозволи ништо да се случи во плероматот надвор од една сизигија, Пак, волјата на Отецот е, секогаш создавајте и донесувајте плод. Тоа што таа требаше да страда, тогаш не беше волја на Отецот, зашто таа престојува во самата себе, сама без својот сопруг. Да, друг, вториот, синот на друг, е тетрада на светот. И таа тетрада изведе плод како плероматот на светот да е хебдомада, седмица. И влезе во слики и прилики и ангели и архангели, божества и служители. Кога сите овие нешта беа извршени од промислата, на Исус кој семињата, на единородниот. Навистина тие се духовни и телесни, небесни и земни. Он им направи место од овој вид и училиште од овој вид за доктрина и за облик. Покрај тоа, демиургот, творецот, почна да создава човек според својата слика, од една страна, а од друга страна според приликата на оние што постојат од почетокот. Тоа беше таков вид на живеалиште што таа го употреби за семињата, имено, одделно, Бог, кога тие, во име на човекот, бидејќи навистина ѓаволот е едно од божествените битија. Он се повлече себе си и го зазеде целиот плоштад на портите и го исфрли својот собствен корен од тоа место во телото и мршите од месо, зашто он е обвиен од Божиот човек. И Адам го посеа него. Затоа он стекна синови кои се гневеа еден на друг. И Каин го уби Авела, својот брат, зашто демиургот го вдивна во нив својот дух. И се случи борба со отпадијата на ангелите и на човештвото, оние од десната страна со оние од левата, оние на небото со оние на земјата, духовите со телесните и ѓаволот против Бога. Затоа ангелите посакаа покерките човечки и слегоа во тело, така што Бог предизвика потоп. И речи си зажали што го создал светот, сопругот, и Софија, и нејзиниот син, и ангелите,
и семињата. Но Сезигијата е подполната, а Софија, и Исус, и ангелите, и семињата се слики на плероматот. Покрај тоа, Демиургот фрли сенка над Сезигијата, и плероматот, и Исус, и Софија, и ангелите, и семињата. Подполната ја прославува Софија, сликата ја прославува вистината. А славата на семињата и на Исус се оние на молчењето и на единородниот, а ангелите на машките и семените на женските се сите плеромати. Покрај тоа, кога и да ја прими Софија својот сопруг, и Исус го прими Христа, и семињата, и ангелите, тогаш плероматот со радост ќе ја прими Софија, и сето ќе биде во единство и помирување. Зашто преку ова вековите се зголемија, зашто знаеа дека, доколку се променат, тие се без промена. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 11.3. Алоген, странецот. Неизмерното мудрословие за тримокниот невидлив дух и тајните на божественото молчење. 5 реда недостасуваат. Бидејќи тие се совршени поединци и престојуваат сите заедно, здружени со умот, чуварот кој јас го обезбедив, кој те поучи тебе. И тоа е силата која постои во тебе, која често пати се распространуваше како слово од тримокниот, оној од сите оние кои навистина постојат со неизмерниот, вечната светлина на знаењето која се појави, машкиот девствен младенец, првиот од вековите. И оните, од еден единствен тримокен век, тримокниот кој навистина постои, зашто кога тој беше смирен, се распространи, а кога се распространи, стана потполн и прими сила од сите нив. Он се познава себе си и совршениот невидлив дух, и он настана во еден век која знае дека го познава оној единствениот, и таа стана Калиптос, скриената, која действуваше во оние кои ги познава. Он е совршен, невидлив, умен, но етички, Протофанес Хармедон. И засилувајќи ги поединците, таа е тримашкиот. И бидејќи е поединечно. 5 реда недостасуваат. Поединечни, од една страна, тие се заедно, од друга страна, бидејќи таа е нивно постоење, и таа навистина ги гледа сите нив исто така. Таа го содржи божествениот автогенез, самородениот. Кога таа го спозна своето постоење и кога застана, таа го донесе овој, машки род, бидејќи он ги виде сите нив како постојат поединечно, исто како што е и он самиот. И кога тие ќе станат како што е он, ќе го видат божествениот тримашки, силата која е повисока од Бога. Он е мислата на сите овие кои постојат заедно. Ако он размислува за нив, он размислува за големиот машки, умен Протофанес, поворката на овие. Кога го гледа тоа, он ги гледа и оние кои навистина постојат и поворката на оние кои се заедно. И кога ги видел овие, го видел Калиптос. И ако види некој од скриените, го гледа векот на Барбело. А што се однесува до нероденото потомство на оној единствениот, ако некој види како тој живее? 4 реда недостасуваат. Вие сигурно слушнавте за изобилството на секој од нив. Но во врска со невидливиот, духовен тримокен, чујте. Он постои како невидлив кој е неразбирлив за сите нив. Он ги содржи сите нив внатре во себе си, зашто сите тие постојат поради него, он е совршен, и он е поголем од совршен, и он е благословен. Он е секогаш еден и он постои во сите нив, бидејќи е неискажлив, неименуван, бидејќи е еден кој постои низ сите нив, оној кого, доколку некој го препознае, не би посакал ништо што постои пред него меѓу оние што поседуваат постоење. Зашто он е изворот од кој сите тие беа испуштени? Он е пред совршенството. Он беше пред секое божество, и он е пред секое блаженство, бидејќи он се грижи за секоја сила. И он е несуштинска суштина, бидејќи он е Бог над кого нема друго божество, чие надминување на големината и убавината. 5 реда недостасуваат. Сила. Не е невозможно за нив да примат откривение за овие нешта, ако се соберат заедно. Бидејќи е невозможно за поединците да го разберат универзалниот, сеопштиот, кој е сместен на местото што е повисоко од совршеното,
тие го дофаќаат со помош на првата мисла, не само како битие. Туку токму заедно со прикриеноста на постоењето он му доделува битие, он обезбедува за себе си, бидејќи он е оној кој ќе настане кога ќе се препознае себе си, и он е еден кој обстојува како причина и извор на битието, и како нематеријална материја, и како неброен број, и како безобличен облик, и како невообличено вообличување, и како немоќ и моќ, и како несуштинска суштина, и како неподвижно движење, и како недействена дејност. Сепак, он е давател на изобилство и божество на божеството, но кога и да разберат, тие учествуваат во првата животност и во неделивата дејност, во ипостаста на првиот од оној кој навистина постои. А втората дејност, сепак, е. Он е надарен со блаженство и добрина, бидејќи кога ќе се препознае како минувач низ безграничноста на невидливиот дух што обстојува во него, таа, безграничноста, го свртува него кон него, невидливиот дух, за да може да знае што има внатре во него и како тој постои. И он стануваше спасение за секого со тоа што беше појдовна точка за оние кои навистина постојат, зашто преку него неговото знаење издржа, бидејќи он е оној кој знае што е, но тие не донесоа ништо надвор од самите себе, ниту сила, ниту чин, ниту слава, ниту век, зашто сите тие се вечни. Он е животност и умственост, и она што е, зашто тогаш она што е непрестајно ја поседува својата животност и умственост, а животот има животност, поседува небитие и умственост, умственоста ги поседува животот и она што е, и трите се едно, иако поединечно се три. Сега, откако ги слушнав овие нешта, синко мој Месос, јас се уплашив и се свртив кон мноштвото, мисла, им дава сила на оние кои се кадарни да ги знаат овие нешта преку откривение кое е многу поголемо. И јас бев кадарен, иако телото беше на мене. Слушнав од тебе за овие нешта и за учењето што е во нив, бидејќи мислата која е во мене ги разликуваше нештата што се надвор од мерка, како и нештата што се непознатливи. Затоа се плашам да не би моето учење станало нешто повеќе од она што е прилично. И тогаш, синко мој Месос, се славната Јоел ми проговори пак. Таа ми направи откривение и рече, никој не е кадар да ги чуе овие нешта, освен самите големи сили, о Алоген, голема сила беше ставена на тебе, која Отецот на сето, вечниот, ја стави на тебе пред да дојдеш на ова место, за да можеш да ги разликуваш оние нешта што се тешки за разликување, и да ги знаеш оние нешта што се непознати за мноштвото, и за да можеш да побегнеш, на безбедно, кај оној кој е твој, кој беше прв да спаси и кој нема потреба да биде спасен. 5 реда недостасуваат. За тебе облик и откривение на невидливиот, духовен тримоќен, надвор од кого престојува едно неделиво, безтелесно, вечно знаење. Како и со сите векови, така и векот на Барбело постои надарен со образците и облиците на оние кои навистина постојат, сликата на Калиптос. И надарен со разумното слово на овие, тој го носи умниот машки Протофанес како слика, и тој действува внатре во поединците, било со вештина, било со умење, било со делумен инстинкт. Он е надарен со божествениот автогенез како слика, и го знае секој од нив. Он действува одделно и поединечно, продолжувајќи да ги поправа неуспесите на природата. Он е надарен со божествениот тримашки како спасение за сите нив, во соработка со невидливиот дух, он е слово од совет, он е совршениот младенец. И оваа ипостасе. 6 реда недостасуваат. Мојата душа се опушти, и јас побегнав и бев многу вознемирен. И се свртив кон себе си и ја видов светлината што ме обкружуваше и доброто што беше во мене, и станав божествен. И се славната Јоел ме помаза повторно и ми даде сила. Таа рече, бидејќи твоето поучување стана потполно, и го спозна доброто што е во тебе, чуј во врска со тримоќниот оние нешта што ќе ги чуваш во големо молчење и во голема тајна, бидејќи тие не му се кажуваат никому, освен на оние кои се достојни. На оние кои се кадарни да чујат, ниту пак е прилично да му се зборува на неуко поколение за универзалниот, кој е повисок од совршениот.
Но ти ги имаш овие поради тримокниот, оној кој постои во блаженство и добрина, оној кој е одговорен за сите овие. Постои голема величественост внатре во него, дотолку повеќе што он е еден во. 5 реда недостасуваат. На првата мисла, која не отпаѓа од оние кои престојуваат во разбирање, знаење и проникливост. И оној единствениот се раздвижи неподвижно во она што управува, за да не потоне во безграничното со помош на друга дејност на умственоста. И он влезе во себе си и се појави, бидејќи е сопфаќачки, универзалниот кој е повисок од совршениот. Навистина, не е преку мене тоа што он е до толкав степен предходен на знаењето. Иако нема можност за потполно разбирање, он сепак е познат. И ова е така поради третото молчење на умственоста и втората неделива дејност која се појави во првата мисла, односно во векот на Барбело, заедно со неделивиот од делливите прилики и тримокниот и несуштинското постоење. Тогаш силата се појави со помош на една дејност која е во мировна состојба и молчалива, иако испушти ваков глас, за. Но кога таа, Јуел, ја чу силата и се исполни. 5 реда недостасуваат. Ти си, Солмис. Според животноста која е твоја и првата дејност која произлегува од божеството. Голем си, Армедон. Совршен си, Епифанеј. И според таа твоја дејност, втората сила и умственоста која произлегува од блаженството, Автоер, Беритеј, Еригенаор, Оримениос, Арамен, Алфлегес, Елелиуфеј, Лаламеј, Јетеј, Ноетеј, ти си голем. Оној кој те познава тебе, го познава универзалниот. Ти си еден, оној кој е добар, Афредон. Ти си векот на вековите, оној кој постои вечно. Тогаш таа го пофали универзалниот, велејки, Лаламеј, Ноетеј, Сенаон, Асинеј, Рифаниос, Мелефанеј, Елеамони, Смун, Оптаон, оној кој е. Ти си оној кој е, векот на вековите, неродениот, кој си повисок од неродените, Јатоменос, ти единствениот за кого сите неродени беа родени, неименуваниот. 10 реда недостасуваат знаење. Сега, откако ги слушнав овие нешта, ги видов славите на совршените поединци и на совршените кои постојат заедно, и на совршените кои се пред совршените. Повторно се славната Јуел ми рече: О Алоген, во незнаено знаење ти знаеш дека тримокниот постои пред славите. Тие не постојат меѓу оние што постојат. Тие не постојат заедно со оние што постојат, ниту со оние што навистина постојат. Напротив, сите овие постојат како божество, и блаженство, и постоење, и како несуштинскост и постоење на небитието. И тогаш се помолив откривението да ми се случи и мене. И тогаш се славната Јуел ми рече: О Алоген, секако, тримашкиот е нешто надвор од суштината. Но, кога би бил несуштински? 9 реда недостасуваат. Оние кои постојат во заедница со раѓањето на оние кои навистина постојат. Самородените постојат со тримашкиот. Ако бараш со совршено барање, тогаш ќе го спознаеш доброто што е во тебе, тогаш ќе се спознаеш и себе си како оној кој произлегува од Бога кој навистина претходно постои. Зашто по 100 години ќе ти дојде откривение за оној единствениот со помош на Саламекс, и Семен, и светилниците на векот на Барбело? И она што е надвор од она што е прилично за тебе, нема да го знаеш најнапред, за да не го изгубиш својот род. И ако е така, тогаш кога ќе примиш замисла за оној единствениот, тогаш ќе се исполниш со словото до довршување. Тогаш стануваш божествен и стануваш совршен. Ти ги примаш нив. 4 реда недостасуваат. Барањето, постоењето, ако дофати нешто, тоа бива дофатено од она единственото и од самото она што е разбрано. И тогаш тој станува поголем кој разбира и знае, отколку она што е разбрано и познато. Но ако тој се спушти до својата природа, тој е помал, зашто безтелесните природи не се здружиле со никаква големина, имајќи ја оваа сила, тие се насекаде и тие се никаде,
бидејќи се поголеми од секоја големина и помали од секоја ситност. Сега, откако се славната Јуел ги кажа овие нешта, таа се оддели од мене и ме остави. Но јас не очајував поради зборовите што ги слушнав. Се подготвував во нив и размислував во себе 100 години. И се радував премногу, бидејќи бев во голема светлина и на благословен пат, бидејќи оние што бев достоен да ги видам, како и оние што бев достоен да ги чујам, се оние за кои е прилично само големите сили да ги. 5 реда недостасуваат на Бога. Кога се приближи довршувањето на 100 години, тоа ми донесе блаженство на вечната надеж полна со добри предскажувања. Го видов добриот божествен автогенез, и Спасителот, кој е младешкото, совршено тримашко дете, и неговата добрина, умниот совршен Протофанес Хармедон, и блаженството на Калиптос, и првобитниот извор на блаженството, векот на Барбело. Полн со божество, и првобитниот извор на она што е без извор, духовниот, невидлив Тримокен, универзалниот кој е повисок од совршениот. Кога бев земен од вечната светлина надвор од облеката што беше на мене, и подигнат на свето место чија прилика не може да се открие во светот, тогаш со помош на големо блаженство ги видов сите оние за кои бев слушал. И ги пофалив сите нив и застанав на своето знаење и се наклонив кон знаењето на универзалните, кон векот на Барбело. И видов свети сили со помош на светилниците на девствениот машки Барбело, кои ми велеа дека ќе можам да го испитам она што се случува во светот. О Алоген, погледни го твоето блаженство, како тоа молчаливо престојува, преку кое го знаеш своето собствено јас и, барајки се себе си, повлечи се кон животноста што ќе ја видиш како се движи. И иако е невозможно за тебе да застанеш, не плаши се од ништо, но ако сакаш да застанеш, повлечи се кон постоењето, и ќе го најдеш како стои и мирува според приликата на оној кој навистина мирува и кој ги опфаќа сите овие молчаливо и недействено. И кога ќе примиш откривение за него со помош на едно првобитно откривение на непознатиот, оној кого, ако го запознаеш, биди во незнаење за него, и ако се уплашиш на тоа место, повлечи се наназад поради дејностите. И кога ќе станеш совршен на тоа место, смири се. И во согласност со образецот кој престојува во тебе, знај исто така дека е вака во сите такви нешта според овој образец. И не расејувај се понатаму, за да можеш да застанеш, и не посакувај да бидеш дејствен, за да не паднеш на кој било начин од недейственоста во тебе на непознатиот единствен, не познавај го него, зашто тоа е невозможно. Но ако со помош на просветена мисла го запознаеш, биди во незнаење за него. Сега, јас ги слушав овие нешта додека тие ги зборуваа. Внатре во мене имаше тишина од молчење, и го чув блаженството преку кое го спознав своето собствено јас. И се повлеков кон животноста додека се барав себе си, и се здружив во неа, и застанав, не цврсто туку молчаливо. И видов вечно, разумно, неделиво движење што им припаѓа на сите безоблични сили, неограничено од никакви ограничувања. И кога сакав да застанам цврсто, се повлеков кон постоењето, кое го најдов како стои и мирува, како слика и прилика на она што ми е доделено преку откривение на неделивиот и оној кој мирува. Се исполнив со откривение со помош на првобитно откривение на непознатливиот единствен, како да бев во незнаење за него, го познавав и примив сила од него, бидејќи бев трајно зајакнат, го спознав оној кој постои во мене, и Тримокниот, и откривението за неговата несодржливост. И со помош на првобитно откривение на првиот кој е непознат за сите нив, Бога кој е одврт од совршенството, го видов него и Тримокниот што постои во сите нив. Го барав неискажливиот и непознат Бог, оној кого, ако некој го запознае, би бил апсолутно во незнаење за него, посредникот на Тримокниот кој обстојува во тишина и молчење и е непознат. И кога бев зацврстен во овие прашања, силите на светилниците ми рекоа: престани да ја спречуваш недейственоста што постои во тебе со тоа што бараш неразбирливи прашања, туку чуј за него дотолку колку што е можно со помош на првобитно откривение и откривение.
Сега, он е нешто дотолку доколку постои со тоа што или постои и ќе стане, или действува или знае, иако он живее без ум, или живот, или постоење, или непостоење, неразбирливо. И он е нешто заедно со своето сопствено битие. Он не е преостанат на некој начин, како да дава нешто што е испитано, или исчистено, или што прима или дава. И он не е намален на кој било начин, било по своја сопствена желба, било пак ако дава или прима преку друг. Ниту пак он има некаква желба во себе си или од друг, тоа не влијае на него, напротив, ниту пак он дава нешто од себе си, за да не стане намален во друг поглед, ниту пак од оваа причина има потреба од ум, или живот, или пак е нешто воопшто. Он е супериорен во однос на универзалните во својата лишеност и непознатливост, односно, постоењето на небитието, бидејќи он е надарен со молчење и тишина, за да не биде намален од оние кои не се намалени. Он не е ниту божество, ниту блаженство, ниту совршенство. Напротив, оваа тријада, е непознат ентитет негов, а не она што е својствено за него, туку он е некој друг кој е супериорен во однос на блаженството, и божеството, и совршенството. Зашто он не е совршен, туку он е друго нешто што е супериорно? Он не е ниту безграничен, ниту пак е ограничен од друг. Напротив, он е нешто супериорно. Он не е телесен. Он не е безтелесен. Он не е голем. Он не е мал. Он не е број. Он не е создание. Ниту пак он е нешто што постои, што човек може да го знае. Туку он е нешто друго од себе си што е супериорно, кое човек не може да го знае. Он е првобитно откривение и знаење за себе си, бидејќи он е единствениот кој се знае себе си, бидејќи он не е еден од оние што постојат, туку е друго нешто, он е супериорен во однос на највисоките нешта. Дури и во споредба со она што е негово и што не е негово, он ниту учествува во векот, времето, ниту пак учествува во времето. Он не прима ништо од ништо друго. Он не е намалив, ниту пак он намалува нешто, ниту пак е ненамалив. Туку он е саморазбирлив, како нешто толку непознатливо што ги надминува оние кои предничат во непознатливоста. Он е надарен со блаженство, и совршенство, и молчење, не блаженството ниту совршенството, и со тишина. Напротив, овие својства, е ентитет негов кој постои, кој човек не може да го знае, и кој мирува. Напротив, тие се негови ентитети непознатливи за сите нив. И он е многу повисок во убавина од сите оние што се добри, и он е така непознатлив за сите нив во секој поглед. И ни сите нив он е во сите нив, не само како непознатливото знаење што е својствено за него, и он е соединен со незнаењето што го гледа него, без разлика дали некој гледа на кој начин он е непознатлив. Или го гледа него каков што е во секој поглед, или пак би рекол дека он е нешто како знаење. Тој сгрешил против него, подлежејќи на суд затоа што не го познавал Бога. Он нема да биде суден од оној единствениот кој ниту се грижи за нешто, ниту има некаква желба, туку судењето, е од самиот него, затоа што не го нашол изворот кој навистина постои. Тој бил слеп, лишен од окото на откривението кое мирува, она, око, кое е задвижено, она, око, од тримоќноста на првата мисла на невидливиот дух, ова вака постои од 15 реда недостасуваат. Нешто, поставено цврсто на убавина и прво појавување на тишина, и молчење, и спокој, и недостижна величественост. Кога он се појави, немаше потреба од време, ниту учествуваше во вечноста. Напротив, од себе си он е недостижно недостижен. Он не се задвижува себе си за да стане смирен. Он не е постоење, за да не биде во немаштија. Просторно он е телесен, додека својствено он е безтелесен. Он има постоење на небитие. Он постои за сите нив кон себе си без никаква желба. Но он е поголем врв на величественоста. И он е повисок од својата тишина со цел. 15 реда недостасуваат.
Он ги виде нив и ги засили сите нив, иако тие воопшто не се грижат за оно единствениот, ниту пак, ако некој прими од него, тој прима сила. Ништо не го задвижува него во согласност со единството кое мирува. Зашто он е непознатлив, он е безвоздушно место на безграничноста. Бидејќи е безграничен и немоќен и непостоечки, он не даваше битие, напротив, он ги содржи сите овие во себе си, мирувајки и издвојувајки се од оној кој стои непрестајно, бидејќи се појави еден вечен живот. Невидливиот и тримоќен дух кој е во сите овие што постојат. И тој ги обкружува сите нив, бидејќи е повисок од сите нив. Сенка. 15 реда недостасуваат. Он се исполни со сила. И застана пред нив, засилувајки ги сите нив, и ги исполни сите нив. И во врска со сите овие нешта вие сигурно слушнавте. И не барајте ништо повеќе, туку одете. Ние не знаеме дали непознатливиот единствен има ангели или богови, или дали оној кој мирува содржеше нешто внатре во себе си освен тишината, која е он самиот, за да не биде намален. Не е прилично да се троши повеќе време во барање. Беше соодветно вие да знаете и тие да зборуваат со друг. Но вие ќе ги примите нив. 5 реда недостасуваат. И он ми рече, запиши ги нештата што ќе ти ги кажам, и за кои ќе те подсетам, заради оние кои ќе бидат достојни по тебе. И ќе оставиш оваа книга на една гора и ќе му запримиш на чуварот, дојди, страшен единствен. И откако ги кажа овие нешта, он се оддели од мене. Но јас бев исполнет со радост, и ја напишав оваа книга која ми беше одредена, синко мој Месос, за да ти ги откријам тебе нештата што беа објавени пред мене во мое присуство. И најнапред ги примив нив во големо молчење и застанав сам, подготвувајки се себе си. Ова се нештата што ми беа откриени, о синко мој Месос. 13 реда недостасуваат. Објави ги нив, о синко мој Месос, како печат за сите книги на Алоген. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 11.4. Хипсифрона, онаа со возвишен ум. Визиите на Хипсифрона и нејзиното слегување во материјалниот свет. Архивска бебешка, книгата на Хипсифрона, онаа со возвишен ум ке е зачувана само во фрагменти од 2 папирусни листа. Поради лошата состојба, преостанатиот текст е тежок за толкување. Книгата во врска со нештата што беа видени од Хипсифрона, кои беа откриени на местото на нејзината девственост. И таа ги слуша своите браќа, Фајнопс и тие зборуваат еден со друг во тајна. Сега, јас бев прва по поединечен чин, излегов на местото на мојата девственост и слегов во светот. Тогаш ми беше кажано за нив, од страна на оние кои престојуваат на местото на мојата девственост. И слегов во светот, а тие ми рекоа, пак Хипсифрона се повлече надвор од местото на нејзината девственост. Тогаш оној кој чу Фајнопс, кој вдивнува во нејзиниот извор на крв, се рашири пред неа. И он рече, јас сум Фајнопс, грешам, желба, бројот, само на човечките остатоци, или за да видам, човек, приликата на крвта или на еден оган и еден во неговите раце. Тогаш, што се однесува до мене, јас му реков, Фајнопс не најде на мене, он не отиде настран. Видам човек, него, зашто, кој он го рече, Фајнопсова. Го видов него и он ми рече, Хипсифрона, зошто престојуваш надвор од мене? Следи ме и јас ке ти кажам за нив. И така, јас го следев него, зашто бев во голем страв. И он ми кажа за еден извор на крв кој се открива со запалување оган, он рече.